или како ја размножувавме умноста, дали ја размножуваме умноста. Издадена Скопје, Македонија 2003, едицијата Лицеум се викаше, тогаш денес се именува едиција Свети Дух. Крвта Исусова, практично, крвта Исусова. Текстовите се објавени во лик во Вестникот Нова Македонија од 27.2.1999, значи пред 26 години, до 21.3.2001 година во списанието, исто така на Матицата на иселениците Македонија, и последните 3 текста се објавени во списанието комплетна, тоа се, како што гледате, текстови кои зборуваат за сатанската доктрина за негирање на македонскиот народ, во која се опфатени повеќе постмакедонски идентитети нашите соседи. На македонскиот полуостров Македонија е поделена на 4 склавини, од нив денеска се настанати тие Словени, кои се иселени до Украина и Русија, до Сибир. И овие наши соседи кои сите користат дел од македонската историја и жеднеат по својата мајка, и тие се во исто време имаат по неколку идентитети и имиња. Ние зборуваме за Македонија, македонски полуостров, и читаме од 170-та страна. Тука се објавуваат тие состојби првпат во Весникот Нова Македонија, набрзо потоа Весникот го затворија. Го избришаа, бидејќи бришат се што е македонско. Лебеа, љубов моја. Сретнав еден елен во угорот. Ме погледна со роговите, потоа летна низ елите. Одеднаш се најдов на мостот. Го искршив лепчето и ги послужив. Прв пат слушам маж да меси леп, рече помошник министерката. Си спомнав за Лебеа, за тестото замесено од перди како го нараснуваше највеќе, за неговиот заграб на сончевите лачи, за реката и за македонскиот завет. Македонец кој не замесил леп, кој не умее да дзида, кој не јавнал конј и кој нема испиено 3 питоса со црвено вино, не е македонец. Потоа еленот скокна. Беше тоа вистинскиот лет, еленски скок. И така се возроди мостот. Добив честитка за Нова година и Божик од министерката, дека по некаков закон за некакви здруженија и фондации и законот кој што туку не влегол во собраниската, му се укинува работното место, единственото на културен центар Театар Скрби утеха. Имавме еден вработен човек, не го отвори, Слободан Унковски, нека е жив и здрав и благословен. Ако е тоа уште една победа за Македонија, ќе се жртвувавме. Само ние не сме здружение, ниту фондација, туку Македонски театар. Потоа за прв пат замешав од малтерот, направив еден праг во тремот, во стоата, проработе генот, потоа го замесив лепчето. Во Македонија се со политички декрет се прави, нема ништо природно. Први по мостот се појавија киносите. Тие укинаа работни места на Скрби утеха и на сите оние фолклорни друштва имаше по еден вработен човек кој се грижеше за костимите, за организација, а отворија на друг јазик институции. Те Македонија, додека во нашите соседни земји, во Албанија, Грција, Бугарија, освен во Србија е друго. Албанија не се финансира македонската култура. Први по мостот се појавија киносите. Ако кажат македонците од Пирин дека се македонци, нема да добиваат пари од политиката. Стар македонски збор за пес за кучето е кинос. Затоа што пред одење во битка македонците раскинувале куче на 2 дела и фалангата минувала преку него. Раскини, накини, наткини, искини, кини, кинос или го раскинав, раскинис, раскинос. Видете, истото го има кај израелците, нели, во Мојсеевите закони, како тие се очистувале, со крвта на животни се прскале за да влезат во светилиштето, јарци колеле, кози, теле, и со таа крв практично се молеле на еден од козите да ги понесе гревовите од израелците, да ги однесе во пуста гора. 3 македонски песашар планинци изникнаа од мостот. Еленски скок, мост на друмот за селото Тресонче. Зад нив се појавија козите,
овчарот со своето стадо. Се пулиме едни со други така молкум. Разменивме скрбни думи во угорнината. Кој си, каков си, колку си, чии си, од нашите ли си? Ми ја раскажа приказната за еленот и скокот. Го беа спотерале 4 волци да го раскинат, да го сторат кинат. Артемида будно го водеше низ планињето. Не можеа да го довтасаат 4 волци што сакаат да ја раскинат Македонија. Тој на крајот полета, беше тоа лет кон духовното. Волците останаа на брегот да стојат закопани в земја. Не му е дадено секому да лета. Римјанини едни, раздели па владеј, потоа настана приказната за мостот. Мостот го изградиле римјаните, ми рече овчарот. Артемида, прелесната убавица, талкаше низ гората со своите нимфи. Зевс лично и го даруваше лакот. Мајка и го носи името на едно од годишните времиња на македонскиот народ. Најжешкото се викаше Лето. Лето. Сребрен лак, држачка за стрелите, под царската кола беа впрегнати елените. Култ кон ритуалноста и невиноста. Во неизина чест група луѓе, до ден денес од таму потекнува, коледари, василичари, оделе од куќа до куќа, украсени со венци еленски рогови во животински кожи на главите, пееле весели песни пеани, игри со маски, зурли и тапани, струмица и вевчани, и на крајот ги палеле костимите надвор од градот, нели како што Исус го распна надвор од градот, како што телата на животните се палеле надвор од градот за да се прочистат. Му подадов на овчарот од лепчето. Македонио, моја бескрајна лебео, збору кој си го задржал своето значење со милениуми, леб лебеа, место каде започнува македонската приказа за трите браќа, за најмалиот пердик и за неговото тесто со леб кое најмногу нараснувало. Овчарчето кини са пругоре. Зјапам во овците и си мислам, како му текнало на тој Цезаро, на Цезар да дојде овде во Дженемија да им направи мост на македонците кои претходно изградиле 100 Александрии. Уште една слојанска лага. Купишта историска кал. Подоцна кога ми каже дека името на селото Тресонче му го дале римјаните, на вистина не ми остана ништо друго туку самиот себе си да си дообјаснам што му требаше на тој Цезаро, на Цезар. Цезар инаку вињак беше во Југославија, да доаѓа дури до овде во планинава за да му даде име на селово Тресонче. Божјо место. Конфигурацијата на теренот, обликот е таков што сонцето 3 пати заоѓа. 3 сонца изгреваат и заоѓаат дневно, меѓу тие македонски олимпи, тие Артемидини гори, 3 сонце, 3 пати сонце. Цезарче мое македоносано. Си дојдов дома и ме затегна македонското, односно римското робство. Македонија поделена на 4 склавини без можност за општење. Поделбата се уште трае. Омраза, братоскрбие, завист, едните против другите, вистинско римско робство, раздели па македонствој. А зошто вие не си подадете рака? Ете се ближи прочка и Македонија да ја направиме повторно голема, велика по ум, дух и македонска. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Ако е потребно за македонската култура да се жртвуваме, но зошто на ниеден друг македонски професионален театар не му е укинато работното место, освен на Скрби и утеха. И тоа во годината кога славиме 100 години Скрби и утеха, 13. мај 901, прв пат именуваниот од Чернодрински возобновен 1988. Значи работното место ни укинато 2001 година. И тогаш почна тоа бришење на Скрби и утеха од македонската култура за да се вметне тука сега бугарската, грчката, словенската и лирската култура, арнаутската. Еленот продолжи понатаму. Артемида ги бакнуваше трите сонца
Јас за прв пат иззидав едно пракче и замесив лепче. За виното и коњите веќе сум сторил. Постојав така на Еленскиот мост да ја допрам височината на македонскиот зидар. Од Динократ до денеска. И да дните за простување не ни се потребни ниту римјаните, ниту пак Цезар за да си подадеме ракле за прочка и да ја возгордееме својата земја Македонија. Лебео, Артемидино Трисонце, убавице. Да си подадеме рака во духот на орфејството, стоиците Аристотела и нашиот вечен цар Исус Христос и Македонија повторно да ја направиме велика. Се друго е римско робство, словенковци, българолюбиви и раздели па македонствувај. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Ја озвучуваме оваа книга, Гимназиум, размножувачи на умот, 174 страна. Кога македонците го прегазија Истар Дунав, се распростреа облаците по небото. Царот рипна од кончето, букле зафрче, клекна и се положи себе си врз рамната земја. Ја распространи својата снага, ја гушна мајката земја, македонскиот полуостров. Не баре сакаше да му каже за тоа навеено предчувство околу реката. Македонците устремено ги следеа действијата на Александар. Молкум татнеше нивното предадено чувство пред бојот. На другиот брег од реката ги чекаа разулавените диви орди на скитите. Знаете, таму од другата страна на Дунав се викала земјата Скитија. Пред нив шумот на студената вода на Истар. Требаше нешто да се предвиди. Александар ноќта сонуваше некаква далечна скрб. Некакво предвремено чувство околу таа река. Тој Истар, тој Дунав. Иде Дунав. Имаше чувство дека тоа негово преоѓање на таа клета река, на тивката вода на Истар, дека покасно ќе им дојде до ак на македонците. Потоа му се јави Орфеј со лирата и навлати му даде глас за победата. Царот стана, молкум го вјава букле, тапанот удри, зурлите спиштеа, се раскина еден кинос куче за да се растури несигурноста. Екнаа пеаните, восклисна македонската верба, воскликна и тргна да ја прегазат реката. Претходниот ден беше направен воден мост од неговите тајфи на воените зидари. Коњите, фалангата, фрлачите на оган и камења минаа преку него и им се втурија на затекнатите и преплашени скити. Се случи уште една македонска победа. Мајката историја запишала дека Александар со фалангата ја минал реката Истар, денешен Дунав, и ги пеплосал скитите. Ноќта се случија деноноси, запалени огнови, мегарони на кои се фрлаа прасињата, се крева питосите со проклокотено црвено древно македонско вино. Македонците пееа пејани игра ора со зурли и тапани, навли, кавали, дудуци. Се вртеше древното македонско оро карпеа, подоцна наречено тешкото. Царот пак никако не можеше да ја отргне скрпта. Му влезе како некоја сенка во думите, во македонското срце, во манастирите на неговата душа. Му требаше Хомер или Аристотел да го извлечат од тоа чувство на беззначајност и гибелштина. Некој му рече дека некакво скитско кралче направило голема клетва кон македонскиот народ. Клетва зла копот која 2004 Божји години не ќе имаат куртул македонците. Клетва од која македонец ќе тргне против македонец до истребување. Александар се крена, ја напушти веселбата, го остави орото, се осами во рамното поле покрај клетата река. Татко, земи ме мене, поштеди ги македонците, замоли. Одеднаш од ведрото небо истури дожд, солзеа небесата. Песната не престануваше, Дионис ги спотера уште повесело да пијат, да се опиваат со питосите и пеаните. Ке
мора да го исполниш она за што сум те пратил, синко мој, му рече таткото небесен. Александар стоеше на дождот. Букле дојде до него, му ја мушна главата меѓу рацете и му ги лижеше солзите. Александар Македонецот, великиот цар, лееше солзи како дождот. Беше вистинско кисло, во срцето на македонскиот цар оставаше дребна пустота, дожд, дивката река Истар и царот со својот Доријан. Потоа клетвата на речиштето и скиското царче долго владееа врз македонците. Слава ти, Господи Исусе Христе, како некаква историска џурка, откако Александре го зеде Господ, непрекинато трајат македонските војни. На почетокот кој ќе го наследи великиот, потоа по некаков закржлавен ред за себе истребување, секогаш имаше повод, причина, тежнение за меѓусебна гибел. До денеска во името на словенството, патриаршиско-екзархиските македонски војни, елинизмите и хеленизмите до најновите партиски поделби натоварени со заринкана, нам туре за омраза кон своите. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. И реката Истар, денешниот Дунав, си го зеде својот данок за прегазувањето. Денес нашите деца се уште учат за препливувањето на скитите преку мирниот Дунав во 6 век. Скитите или фантазмогоричните Словени. Се разбира дека македонците го минале Истар, денешниот Дунав дента кога војувале со скитите, начело со Александар Македонецот, го прегазиле и се вратиле назад после крвавата победа. 900 Божи години пред 6 век од оваа ера. Царот се созема, го бакна Буклев чело, скокна на него. Дождот скипна. Видете, значи, ако ти доште во 6 век, ово се случило во 200, 800, 900 години, царот се созема, го бакна Буклев чело, скокна на него, дождот скипна, пиши бриши од македонската историја, го спотера кон песната на гордите македонци и кон деноносиите. Тапаните му ја грееа душата, зурлите го носеа низ историјата, драмуваше македонскиот народ, го чекаа грстови угари за да се посее македонската доблест и умност. Знаеше дека не може да се побегне од зададеност и да им се препушти на пафтањата на трембетите на древно македонските ораи пеани. 2004 години летнаа како во некој ковен сон. Идат дните за раскинување на клетвата. Со Господа Бога напред, македонци мои, време е Македонија повторно да биде света и благословена. За волја на вистината, Антиох Епифан направил уште еден голем грев кој не е покајан. Тоа што им го направил на израелците, го ограбил храмот, го забранувал израелскиот јазик, им забранувал да се нарекуваат израелци, им ги собрал сите книги и вршел големи злостори. 2000 години се случува во Македонија забрана за именување, забрана се нарекуваат македонци, собрани се сите книги, запалени се безброј цркви. Да не зборуваме за жешко масло во устите, да се поклонуваат на идоли, и денеска се поклонуваат на идоли македонците. Со гласање во собирот во Никеја. Тие се занимаваат со канони наместо вистински да го следат Господ Исус Христос. Ја читаме оваа книга Божиот мартир на Војдан Поп Ѓорѓев Чернодински. Затоа нема сила. Затоа немате духовна сила да се спротивставите на сатаната. Овој сатански, ѓаволски свет, оваа стратегија за уништување на Македонија, па и на Израел како два сведока кои ќе воскреснат, ќе умрат и ќе воскреснат. Може само со Господ Исус Христос, вистински, не со реликвии, не со канони. Божиот мартир на Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински. Застана велики сценоносен воин, раширен како светлото јасновидно небо. Знаев, узнав, Господ, Боже мој, Господи Татко, дека мартир е пратен за да ми се јави. Во едната рака царскиот меч Александров го држеше, во другата светото театарско писмо, збор кој убива во душата им. Избери, Војдане Поп Ѓорѓев Чернодрински, избери,
Бери си го умот и реши по кој пат ќе сценисуваш понатаму за милата ти татковина Македонија, да не речам Армакедонија, армакедонските слави за Фатија, за второто Христово пришествие. Јас ја љубам сцената, рече, и земјата ми, по кој пат да драмувам, Господи, татко. Статут на македонската театарска група на Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински, Театарот Скрби и утеха, кој се состои од 6 глави и 42 члена. Член 1, глава 1. Македонската театарска група под управување на Војдан Чернодрински има за цел да го запознава општеството со минатото и сегашната положба на Македонија и Одринско. Нема Българија. Истите чинодействија ги вршеше и возобновениот Скрби и утеха. Член 1, глава 5, како и член 23, глава 5, трупата ќе дава пиеси кои директно или индиректно го сликаат животот по Македонија и Одринско, драми, трагедии, комедии, сценки, диалози и други, главно од македонскиот живот. Нема болгарци, няма. Ке издава книжки кои ја сликаат положбата во Македонија. Няма Българија. Истото го работеше и вториот Скрби и утеха. Па зошто сакате да го изништите? Зошто ги укинавте сите средства? Македонски политичари, културолози, да не речам културоиди, ги позема книжките. Беше 1904 лето Исусово година, во средец бројна македонска емиграција живееше во Бугарија, Софија. Булгарската нација изградена врз македонскиот етнос. За жал тие ги убедиле, ги излажале дека се болгари и сега тие имаат проблем. Тоа е шизофрен идентитет. И болгарен си, и тракиец, и оногурец, и чукундурец, и словенци, и македонец. Не можеш да бидеш двајца и тројца. Знаеше дека можеш ако завршиш во Бардовци. Знаеше дека не е лесна македонската борба. Теглеше колку што може по мајката сцена, македонствуваше. Трупата Слобода му испрати пусатче полно со зборови кои ја јакнат вербата. Војдане македонецу, да не речам Армакедонецу, ако еден ден нашата мила татковина ја огрее светол небосклон и јасно сонце, Скрби и утеха со гордост може да го заземе на почесно место, што таа може би го заслужувала. Па зошто тогаш го оставивте Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински да заврши како библиотекар во Софија, а вториот Скрби и утеха комплетно го испришавте? Војдан се осами. Навираше духовна сила во суштествувањето. Беше тоа сатница кога по Илинденската гибел почнуваше себе истребувањето. После представите на Чернодрински Скрби и утеха се собирале доброволци за ослободување на Македонија. Кога еден ден нашата мила татковина, која е таа? Македонија, македонскиот полуостров, ќе биде слободна. Трупата со гордост ќе го заземе почесното место во македонската култура. Така на Чернодрински му пишуваше театарот Слобода. Слобода? Што е тоа слобода? Помисли уметникот, актерот вториот Скрби и утеха. Мартирот закопан в место со раширени раце, го чекаше македонскиот избор. Меч, преповторена гибел, гемиджиите. Павел Шатев ми е роднина по мајчина страна, од Кратово. Пролеа на македонска крв или зборот тумание, умност, стоицизам, просветителство, кучињата пијат вода доле, преродбеничко трпение, да не речам Христова мудрост и сила. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Ах, прости ми Господи Исусе Христе, за овие зборови, зашто за секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Проклети и триклети да сте македономрсци. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Помисли еден уметнички театарски воин. Ја подаде раката кон мечот, за миг блесна Божјата молскавица и ја повлече. Се двоумиш, синко мој, му рече Господ. Вие македонците еднаш како владеевте светот со мечот.
помниш ли? Сега е времето на Христовото умерено умствување. Па ги наредува сите тие што биле предходница. Ристо свештеникот Аполонов, Христ Аполонов е свештенослужител, Ристо учителот на царот од македонскиот град Стагира, Аристотел, Хрисип Стоикот, Ристо Стоикот кој велеше се е таткото, се е синот. И Исус Христос, распнатиот син на семокниот татко, кој дојде да ги земе гревовите на светот и на македонците. И ти, пиле мое, распнат во колебањето. Меч или светото театарско писмо. На почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. Кога драмските автори би знаеле дека некој ќе треба да плати за тие приказни што ги пишувате, кому му ја оддаваш славата за тие слова. Кога еден образован човек ќе се двоуми да избере помеѓу мечот и зборот, тогаш веројатно слободата не постои во милата му татковина. Сценската слобода на Чернодрински, тие денеска се искртија, се изрутија со пари крвави од дрога, со присилба, да не осменат името, знамето, идентитетот, изгласаа во Европа дека нема. Пазите како на собирот во Никеја што изгласале Богородица дека ќе биде рамна со Исус, дека ќе има икони, фрески, за малку ќе изгласале да нема Свети Дух, кренале раце грешници, така и овде во собранието кренаа рака дека нема македонски јазик. Не сте вие што кажувате дали има или нема. Господ Исус Христос го создал македонецот. Актерот ја подаде раката кон мечот. Чернодрински го зграбчи за неја и му прошепоти: сопри. Кога еден македонец се двоуми, веројатно се вратило времето на постилинденската гибел. Прости ми, Господи Исусе Христе, за оваа клетва. Проклети и триклети да сте македономрсци. Реши се, му рече мартирот. Реши се, го позема зборот. Или ќе ја бараш својата правда и ќе биде крвта ваша на главите ваши. Македонците доволно крв пролева. Или ќе спролеа, или ќе ја прифатиш Исусовата правда. Одмаздата е моја, јас ќе одмаздам, вели таткото. Театарот е свето место. Не се создава секој ден. Тежок е процесот на возобновата, исто како во случајот на црквата. Свети Климентовата, Исусовата, вистинската богомилска, не водена од луѓе, туку од духот на вечната љубов, светиот дух, духот утешител, се работи за духовен процес, не за владина одлука. Примири се, повторно го потресе во деновата преградка, на скрби утеха местото му е во националната програма. Почекај, имај трпение, му рече Стојко мој. За жал до ден денес тоа не се случува. Се ништи македонската национална култура. Можам да раскажам многу примери. Васил Илјов, Ташко Белчев, Ангелина Маркус, Вангел Божиновски успеа нешто да протне. Георги Котевски го ликвидира. Ристо Ивановски се уште се бори. Може би некого ги заборал. Актерот ја подаде раката кон мечот. Почека, имај трпение. Мартирот и Чернодрински повторно се кај таткото небесен, кај Бога, тихува еден театарски воин и ја препрочитува пораката на театарот Слобода до скрби и утеха. Ако еден ден нашата мила татковина Македонија ја огрее светол небосклон и јасно сонце, скрби и утеха со гордост ќе го заземе почесното место кое го заслужува. Може би се уште не е дојден тој сончев ден, македонци мои. Јас си ја љубам земјата, прошепоти, и сцената ми. Кој пат да го фатам? Татко мој, небесен. Денеска се уште годам како апостол Павле по македонскиве земји, бидејќи кога се возев во Израел со автобусот, што да направам за тебе, татко мој, тој ми рече како апостол Павле. Држев говори во Пиринска Македонија, снимам завети во Егејско, во Албанија, сега ќе одам повторно. Зборувам за отворање на границите до македонските политичари, на постмакедонските идентитети во Албанија, Грција, Бугарија, Србија и насекаде на тосаното европејство, да ги отвориме срцата, да ги признаете македонците, да се покаете.
Наскоро Исус ќе дојде и ќе одговарате. И ги отвориме границите да живееме како браќа и пријатели. Ако сте сите вие македонци, зашто ви пречат македонците? Ако сте сите вие македонци, сега се појави една убава жена, така улична, внатре грда, темна. Таа била македонка, пазете, дојде на Маджир, веројатно од Азија, избркана од турците. Таа била македонка, па зошто не се кажеш дека си македонка? Зошто тогаш ти треба да бидеш и гркинка, например? Ако си македонец, зашто ти треба да бидеш и болгарин, и арнаутин, и словен? Ние зборуваме за свето писмо, за збор кој не се брише, за духовна историја. Ноќес сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. Дела 16:9. Дела 15:17. Ќе изберам народ, вели Таткото Небесен, кој ќе го прослави моето име. Кој е тој народ? Па македонецот, затоа вели благодатта Божја дадена на црквите македонски. Со нас беше и Аристрах, македонецот Солон, вели апостол Павле. Тоа е тоа што не може да се избрише. А вие упорно, како некои сатанска доктрина, знаете, завладеани цели народи, няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци. Вие не сте тие кои ќе кажете. Исус Христос е цар на македонците, вечниот цар. Он не создал, именувал и запишал и не можете да не избришете. Така само ќе биде крвта ваша на главите ваши, на вашите деца им носите проклетство. И ќе бидете синови на смртта и проклетството. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. И во твоето срце Исус, во Македонија, земја Христова за навек, Исусова. Амин.